Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на емисијата Тава ординација. Оваа Тава ординација започнуваме со доктор Виолета Божинова од Дијагностички центар Жан Митрев во Струмица. Зборува за важноста на редовните прегледи на срцето или кардиоваскуларните проблеми, навремената и систематска реакција со цел благовремено решавање на проблемите кои што би можеле да возникнат. Во продолжение ја слушаме и Божинова. Точно, значи нашиот дијагностички центар Жан Митрев дијагностик овде во Струмица по повод денот на срцето организира една акција која се состои во бесплатни прегледи, контролни прегледи на сите наши пациенти кои што се оперирани на срце. Тоа се однесува на байпас операции и операции на валволи, односно пациенти кои што имале третман во Жан Митрев клиника. Акцијата трае цел месец, се уште е во тек. Сите пациенти кои што се оперирани на срце, им правиме контролни прегледи. Тоа се однесува на пациенти кои што се и пред 1 година, 2 години, па и 10 години, и повеќе од 10 години пациенти ги повикуваме. Нашите администратори ги повикуваат на закажан термин, ги правиме контролните прегледи. И така, кажете ми колку се чести, дали се уште срцевите кардиоваскуларните заболувања едни од најчестите кои што доведуваат и до најголема смртност? Да, значи кардиоваскуларните заболувања се уште број 1 и водечки заболувања во светот. Се уште тој ризик од кардиоваскуларни заболувања, од инфаркт на срцето, се уште значи е водечки ризик, водечки се тие пациенти во светот, така да и карактеристично е што границата, старосната граница е многу спуштена, така да имаме многу млади пациенти кои што завршуваат и со повеќе садовна коронарна болест со байпас операција. Така, кои се најголемите ризик фактори кои што ги предизвикуваат овие кардиоваскуларни заболувања? Значи, ризик фактори има повеќе. Имаме ризик фактори на кои што можеме да влијаеме и ризик фактори на кои што не можеме да влијаеме. Би ги спомнала така во кратки црти, значи од ризик факторите на кои што не можеме да влијаеме, тоа е генетиката. Генетскиот фактор не е исто така еден водечки фактор. Имаме фамилии со повеќе пациенти, мислам повеќе членови од едно семејство што се со коронарна артериска болест, потоа полот. Повеќе сметаме дека кај машкиот пол е појавата на коронарни заболувања или срцеви заболувања. Меѓутоа има и фактори на кои што можеме да влијаеме, како што е пушењето, високиот крвен притисок, некои други заболувања како што е да се регулира дијабетот, физичката неактивност, потоа исхраната, сите тие фактори на кои што можеме да влијаеме, треба да ги сведеме на што помал ризик за да го спречиме, да ја спречиме појавата на срцево заболување, мислам на кардиоваскуларно заболување. Кардиоваскуларните заболувања не се некои болести кои што може многу рано да се нема болка некоја која што во рана фаза може да се почувствува, веќе кога ќе дојдат во некоја понапредна фаза, како да ги препознаат првите симптоми и колку често треба да доаѓаат луѓето на прегледи, на контроли, дали на одредена возрастна граница веќе кога ќе дојде се препорачува да се прават рутински контроли. Да, препорачано е да се прават рутински контроли заради поготово во фамилии кај што превладува генетскиот фактор.
Значи, треба да се прават рутинска контрола, рутински преглед, дополнителни испитувања што ние овде ги правиме како диагностички центар, за да навреме се открие ризикот кај некој пациент од постоење на кардиоваскуларно заболување. Значи, кај нас во диагностичкиот центар овде во Струмица, покрај ова акција што трае овој цел еден месец, се уште е во тек, ние значи и редовни прегледи ги вршиме сите редовни прегледи и како новина е што цените се сега доста симнати, достапни за сите наши пациенти и еден апел до сите пациенти и оперирани и неоперирани и луѓе и пациенти кои што имаат во фамилија во генетски фактор од кардиоваскуларни заболувања да се пријават, да се јават на нашиот административен центар тука на контакт телефонот и да си закажат преглед, еден кардиоваскуларен преглед. Итната медицинска помош се врати на старата локација по реконструкциите кои што беа опфатени. Опфатени беше апсолутно целата реконструкција, како на дворешниот, така и внатрешниот дел. Во продолжение ги гледаме прилогот на Катерина Давчева. Објектот на итна помош од Струмица доби нов лик, завршија реконструктивно-градижните зафати на објектот. Директорката на здравствениот дом Љубица Митева вели дека целта е да се подобрат условите во кои граѓаните ја добиваат итната примарна здравствена заштита. За таа цел набавиле и дополнителна опрема и возила. Обезбедивме по долги години добри услови како за пациентите, така и за медицинскиот персонал. Набавивме нова медицинска и канцелариска опрема, а претходно го обезбедивме возниот парк, исто така на итната помош, со 2 нови комплетни амбулантни возила, со медицинска опрема и 2 нови амбулантни возила исклучиво за транспорт на пациенти, како и едно возило за домашно лекување за руралните средини. Со тоа заокружуваме една функционална целина за професионално и стручно работење на службата за итна медицинска помош и домашно лекување. Задоволство од новите услови на работа изрази началничката на итната помош. Бидејќи имаме пристојни услови за работа за нас и за пациентите. Исто така, сакам да се заблагодарам за целиот придонес и во одделот на реконструкцијата на итната медицинска помош, која што се залагаа вработените на КПУ затвор Струмица. Од брзата помош очекуваат уште поуспешно да ја вршат нивната примарна дејност во згрижување на животозагрозени пациенти, потоа транспорт на истите, како и грижата за здравието на пациентите за време на викенд и празници кога матичните лекари не работат. Секако во склоп на службата е и домашното лекување. А во продолжение ги слушаме изјавите на директорот на здравствениот дом во Струмица, Љубица Митева, и началникот на итната медицинска помош во Струмица за новите услови за работа. Темел на здравствениот систем представува примарната здравствена заштита. Таа е ниво на првиот контакт на корисниците со системот на здравствена заштита за обезбедување на основните здравствени потреби на поединецот, семејството и заедницата во целина. Таа ја представува основата на пирамидата на здравствената заштита, кон која се надоврзуваат сегментите на секундарната и на терцијалната здравствена заштита. За таа цел, почитувани граѓани, чест и задоволство ми е денес за прв пат од основањето и постоењето како примарна здравствена заштита да ве информирам дека извршивме комплетно реновирање на просториите во кои што функционираше службата за итна медицинска помош и домашно лекување при ЈЗУ здравствен дом Струмица. Обезбедивме по долги години добри услови како за пациентите, така и за медицинскиот персонал. Набавивме нова медицинска и канцелариска опрема, а претходно го обезбедивме возниот парк, исто така на итната помош, со 2 нови комплетни амбулантни возила, со медицинска опрема и 2 нови амбулантни возила исклучиво за транспорт на пациенти, како и едно возило за домашно лекување за руралните средини. Со тоа заокружуваме една функционална целина за професионално и стручно работење на службата за итна медицинска помош и домашно лекување.
од денес да се заблагодарам, бидејќи имаме пристојни услови за работа за нас и за пациентите. Исто така, сакам да се заблагодарам за целиот придонес и во одделот на реконструкцијата на итна медицинска помош, кој што се залагаа вработените на КПУ затвор Струмица. А младите волонтери во Струмица спроведоа акција за се со цел да се приближат до помладата популација и на тој начин да создадат регрути за млади волонтери. Младите волонтери од Црвениот крст ја одбелижаа неделата на млади. Гостите велелат дека ова се одлични настани, но кои заедно, инклузивно може сите да се солидаризираат. Овие активности се најдобри спрема мене и би сакала многу повеќе да има такви. Да се вклучат сите, целото општество, тие што сакаат и да може сите да се соединеме. Да, има многу голем интерес за помагање, за хуманитарни акции. Дали вие, вашите другари, вашето друштво би се вклучиле во волонтерски активности кои што се поврзани со Црвениот крст и дали во училиштето, во таму каде што учите, си помагате меѓу себе? Да, секојдневно ние си помагаме едни со други и секогаш сме отворени за хуманитарни акции. Од клубот на млади велат дека на овој начин сакаат да ги запознаат младите со нивните активности како можност за регрутација на нови волонтери. Оваа година имаме задача да поставиме 7 катчиња во градскиот парк во Струмица. Тоа се катче за ментално здравје, за креативна инклузија, за прва помош, промоција на хумани вредности и многу други, каде што многу млади, овој настан се прави од млади за млади, многу млади ќе имаат можност да се запознаат со нашата работа на клубот на млади на Црвен крст Струмица и нели наша главна цел е регрутација на нови волонтери. Се надеваме дека преку нашите приказни активности ќе ги натераме младите во Струмица да се зачленат во нашиот клуб на млади да почнат да волонтираат. Така. До кога ќе бидат поставени овие катчиња тука? Дали само денеска, до колку часот или можеби наредните денови? Да. Овие катчиња ќе бидат овде само денеска, тука ќе видиме дока е 14 часот во текот на денешниот ден, но се разбира доколку некого го интересира нашата работа, може слободно да ни се обрати во секое време на социјалните мрежи на Црвен крст. До сега клубот на млади има членство од 70 волонтери. Оттаму велат дека тие учествуваат на различни манифестации за логистичка или прва помош. Со оваа содржина ги завршуваме денешното издание на емисијата Ординација. Останете понатаму со вис, се гледаме наредната среда.